петочно издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Возило со мигранти е откриено на патот Штип-Кочани. Полицијата се обидела да го запре возачот, но тој го продолжил патот кон Кочани, а подоцна бил фатен кај селото Балван. 40 мигранти од Сирија биле откриени во товарно возило Мерцедес, што се движело по магистралниот пат од Радовиш кон Штип. Возилото им било сомнително на сообраќајните полицајци кои во четвртокот околу 23 часот и 30 минути го контролирале сообраќајот кај така наречената Штипска крстосница во близина на селото Три Чешми и се обиделе да го запрат. Меѓутоа, возачот на камионот не застанал, туку забрзано го продолжил своето движење во правец на Кочани. Тоа им било сомнително на полицајците, поради што тие веднаш се упатиле по него. Успеале да го стигнат на 1 километар пред селото Долни Балван, каде што возилото било паркирано покрај патот. Полициските службеници утврдиле дека во меѓувреме возачот успеал да побегне во непознат правец, а камионот го оставил отворен. При контролата е утврдено дека во задниот дел се наоѓаат 40 лица од Сирија, меѓу кои поголемиот број биле деца и повозрасни малолетници. Тие, како мигранти, влегле во Македонија, но се обиделе да ја напуштат државата преку северната граница и да се упатат кон Србија. Со интервенција на своите колеги, полициските службеници ги префрлиле мигрантите во Штипската полициска станица, а оттаму во текот на денот се однесени во прифатниот центар кај Гевгелија. Во меѓувреме трае потрагата по возачот, а се работи и на расчистување на случајот како лицето успеале да побегнат од центарот за мигранти. Продолжуваат интервенциите на територијалната противпожарна единица од Кочани. Пожарникарите речиси секој ден излегуваат на терен. Во четвртокот во попладневните часови локализиран е пожарот што го зафатил атарот на село Пресека. Спречено е проширување на огнот кон Истибања. И покрај предупредувањата до граѓаните внимателно да се однесуваат во шумските предели и да не палат оган на отворен простор, пожарникарите интервенираат на терен речиси секој ден. Последната интервенција била во четвртокот во попладневните часови во атарот на село Пресека во местноста Русев гроб. Огнот зафатил поголема површина нискостеблеста шума и мал дел од шумскиот појас. Со интервенцијата на 15 пожарникари од територијалната противпожарна единица од Кочани и Виница, 5 возила, како и вработени во македонски шуми, пожарот пред полнок бил локализиран, но штетена е површина над 10 хектари. Состојбата на терен се уште се контролира, а со навременото гасење на огнот спречено е негово проширување кон селото Истибања. На локацијата кај село Пресека често се случуваат вакви пожари, а главен предизвикувач е човечкиот фактор. Очигледно е дека и покрај сите предупредувања нема позитивен ефект во однесувањето на дел од граѓаните. Само во половината од месец август екипите на територијалната противпожарна единица имале вкупно 13 интервенции на пожари, а во најголем број случаи се работи за запалена сува трева и страништа. Во централното градско подрачје се почесто тротоарите се узурпираат за паркирање на моторните возила. Со тоа, наместо пешаците да добијат свој простор, тие се приморани да се движат по коловозите на улиците. Непочитување на сообраќајните прописи или недоволен број паркинг места во централното градско подрачје на Кочани е вечната дилема што ги мачи пешаците. Наместо да добијат свој простор за движење, оневозможени се и оној мал број уредени тротоари да ги користат нормално. Доволна подкрепа за тоа е секојдневната слика со тротоарите околу трговскиот центар, каде се паркирани возила што го узурпираат и приодот до пешачкиот простор. Не помага ниту видливо поставената сообраќајна сигнализација, ниту пак бетонските столбчиња што имаат превентивна намена. Поради подкачувањето на возилата врз тротоарот се забележува дека и дел од бехатон плочките се оштетуваат. И покрај зголемениот број возила поради летните одмори на нашите сограѓани кои живеат и работат во странство, недозволиво е прекршувањето на сообраќајните правила. Иако од општината очекуваа да се стави ред со бројот на места за паркирање, зашто беше воведена и наплатата за користење на јавните површини за оставање на возилата, сепак хаосот и понатаму продолжува. Покрај одземањето на пешачкиот простор, непрописно паркираните автомобили ја загрозуваат безбедноста и на останатите возила, поради непрегледноста пред крстосниците и на пешачките премини. Очигледно е дека освен што е потребна поголема сообраќајна култура и почитување на прописите, ќе мора да се преземаат и соодветни санкции кон прекршителите.
По промените на раководните лица во Основното училиште Никола Карев и јавната општинска установа Библиотека Искра се менува раководството и во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани. За нов ВД директор на Кочанската гимназија е назначен досегашниот професор по македонски јазик Доне Донев. Доне Донев е новиот ВД директор на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани. Доаѓа на местото на досегашниот директор Лазар Димитриев, кој долги години раководеше со гимназијата. Магистер Донев на местото ВД директор на Кочанското средно училиште доаѓа по долгогодишен работен стаж во гимназијата, како професор по македонски јазик и литература. Автор е на повеќе дела на поезија и проза, а има подготвено и свој магистерски труд под наслов «Кај што има бел орис, има и бел образ». Автор и изведувач е на монодрамата за гимиџиите. Од почетокот на месец август, освен гимназијата, нови директори добија уште 2 кочански установи. Станува збор за Основното училиште Никола Карев, во кое за нов ВД директор е назначена Веселинка Ампова, и на јавната општинска установа Библиотека Искра, во која за нов ВД директор е назначена Румена Тодорова. Во Кочанската библиотека Искра беше промовирана поетската книга Рефлексии од Атанас Георгиев. Книгата е во издание на библиотеката во рамките на акцијата за негување на роднокрајни автори. Во јавната општинска установа Библиотека Искра во Кочани беше промовирана поетската книга под наслов Рефлексии од кочанскиот автор Атанас Георгиев. Книгата е во издание на Кочанската библиотека во рамките на акцијата за негување на роднокрајни автори. Насловена е од причина, сакам да само да укажам дека ќе се најде некој во некоја ситуација, на некоја баш тоа таму има рефлексија 1, 2, 3 и некој ќе ме запраша: се разбрав, ама ова не е. Па ти ако фатиш да е љубовна, ќе речеш да, љубовна е, ако завртиш од друга страна ќе речеш па ова е патриотска. Во стихозбирката се поместени 45 песни, жанровски различни, во кои најчесто мотивите се љубовта, сеќавањето за деновите од детството на авторот, поминати во селото Вранинци, како и заблудите и очекувањата од животот во ова кочанско село во срцето на Осоговијата. Како рецензент на поетскиот првенец на Атанас Георгиев се јавува Ленче Стоименова, авторот Кочани, која меѓу другото ќе напише: со мисла ќе се прошета низ убавото родно село, зелено како протрана ливада и кладенец извор вода, со дланка над очите ќе го види далечниот хоризонт и низ убавината ќе овековечи незаборавни слики за да смири душа. Атанас Георгиев, по препишувањето на поезија, ја негува и изворната народна песна од Осоговијата и свири на неколку музички инструменти – кемане, кавал, тамбура, гајда, сворче. Топол културен бран во Виница. На платото пред Домот на културата Тоша Арсов свој концерт одржа Гоце Стевковски септет. Летниот джез карван, што се реализира во рамки на културната манифестација Топол културен бран, подржана од Министерството за култура, се одржа во општина Виница. На платото пред Домот на културата Тоша Арсов во овој град, концерт одржа Гоце Стевковски септет. Виничани имаа ретка можност да го проследат наставот на летниот джез караван и составот од 7 македонски джез музичари, предводени од тапанарот Гоце Стевковски, кој веќе извесен период работи на своја авторска музика, а работи и како професор на джез академијата во Штип. Настапот е дел од манифестацијата Топол културен бран и беше топло прифатен од публиката, истакна Славко Данев, директор на Виничкиот дом на култура. Во Гоце Стевковски септет се и Трајче Велков труба, Кирил Кузманов алт саксофон, Иван Иванов тенор саксофон, Кирил Туфекчиевски контрабас, Дамир Имери клавиатура и Сашко Николовски тромбон. Летниот джез караван е организиран од Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници, а подржан од Министерството за култура на Република Македонија. Православните верници го празнуваат празникот Преображение Христово. После светата литургија во сите православни храмови беше осветено и благословено грозието. Православните верници го празнуваат празникот Преображение Христово. Преполн беше и Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Оние кои постеле ја примаа светата причест,
А апелот на свештениците е да се продолжи со постот и понатаму до празникот Голема Богородица. Овој празник е востановен во спомен на собитието на Тавор, кое се случило 40 дена пред Христовата смрт и распетие. Специфично е што на овој ден, после молитвата и литургијата, се благословува и осветува грозјето. Тогаш за прв пат може да се јаде од овој плод. Ако преображението е централен настан на сотирилошкото учење на црквата, бидејќи ја покажува целта на постоењето на човекот, а таа е личното преображение и обожение, тогаш таа истовремено и го поттикнува човекот да дојде до посакуваната цел. Значи, преображението Христово е основен момент во животот на човекот, додаваат свештениците. Тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.